Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Како што најавив и во дневникот, наша вечерашна тема ќе биде владење на правото, реформите во судството, следствено на тоа борба против организираниот криминал и корупцијата. Наши вечерашни гости ќе ги представам веднаш на почетокот, се адвокатот Ванчо Шехтански. Добро вечер, господин Шехтански. Добро вечер. Благодарам што прифативте поканата да сте дел од ова издание на емисијата, и Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Аврамовски, благодарам и вам што сте дел од ова издание на емисијата. Ви благодарам и вам на поканата пред. Телевизија 24 е секогаш актуелна, особено вчера и денеска поради оној немил настан на физички напад врз нашата телевизиска екипа. Што имате да кажете на овој случај? Се бара, нели, новинарите да ја имаат она заштита законска, нели, на службени лица, нели, ако некој ги нападне, и тоа дали сметате дека ова нешто ќе помогне во вакви ситуации да нема војнина или да бидат брзо процесуирани? Ајде, прво од вас ќе почнем, Шехтански. Вака, значи, прво осуда за настанот. 24 вести има силно оружје во себе, тоа е камерата каде што го евидентира настанот на лице место и го презентира во јавност и добива медиумски публицитет. И тоа е, значи, доброто во овој случај. Има такви илјадници настани каде што нема доказ, а има такво однесување, недолично однесување. Значи, ова што го видовме може да го видат сите. Меѓутоа, колку не можеме да видиме настани, а што се присутни во секојдневието. Во секој случај, значи, осуда за, и јас го поддржувам барањето на новинарската фела, значи, да имаат статус новинарите на службено лице. Значи, да имаат права, ама и одговорност. Тоа што го пишуваат, и знаеш, имаш ти колеги што пишуваат се и се што без никаква одговорност. Да бидат заштитени со права, ама да имаат и одговорност. Така. Аврамовски? Апсолутно се согласувам. Сметам дека било кое насилство треба да биде осудено, особено кога станува збор за насилство врз медиумските работници. Затоа што вие како медиумски работници имате таа неблагодарна можеби улога малце да се ставате себе си во прилично незгодни позиции на оние први борбени линии што се вели, се со цел за да се издействува да се добие јавност на некој проблем кој што е од голем интерес и значење за јавноста. Оттаму е и од исклучително значење државата да превземе се што е во своја моќ и надлежност за да ги превенира ваквите напади, а меѓу другото и да ги санкционира и да ги процесуира ваквите случаи. Се надевам дека тоа ќе биде случај и со овој немил инцидент и дека истиот ќе биде релативно брзо решен од страна на судските органи. Така, ви благодараме ве на почетокот за вашите ставови по повод, нели, физичкиот напад врз нашиот снимател и новинар кој што вчера беа, нели, на професионална задача практично да известуваат. Аврамовски, еве ќе продолжам со вас. Добивте ли официјално извинување од Советот на јавни обвинители, особено по она вербален напад врз вас или омаловажување на дел од коалицијата Сите за правично судење и Блупринт групата, бидејќи реагиравте јавно и отворено на начинот на избор на првиот човек на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција? Да, за жал, како последица на тие наши реакции за транспарентноста на процесот за избор на јавен обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, имаше прилично немил настан на седницата на Советот на јавните обвинители, која што беше одржана во петокот, каде што еден член на Советот јавно ги има нападнато сите, не само организациите кои учествуваа со вакви критики, туку и било кој член на стручната јавност кој што имаше упатено некакви критики кон работата на Советот за конкретниот предмет. И таквите ставови беа поддржани од друг член, додека пак председателот на Советот не успеал да спречи такво однесување. Останатите членови на Советот не се оградија од изнесените ставови, тоа го направија дури вчера, поради тоа што Блупринт, групата на организации во која што дел е и коалицијата Сите за правично судење, упати јавна реакција преку медиумите и преку медиумите јавно побара Советот да се огради од ваквите ставови.
Тие тоа го направија, меѓутоа за жал морам да констатирам дека тие тоа го направија само откако имаше јавна реакција од наша страна, а не го направија тоа како чувство на некоја лична одговорност и интегритет дека треба да се остави впечаток дека Советот е отворен за критики и за соработка со јавност. А вие инаку реагиравте она со што им прошетавте, нели, по нервите условно речено, е начинот на кој што вие, нели, го искритикувавте или го искоментиравте практично начинот на избор на шеф или на, нели, челните луѓе во овие институции кои што треба да покажат, нели, безпоштедна борба со организираниот криминал и корупцијата. Да, токму така, тоа е според мене и како дава дополнителна тежина на целата ситуација што ваквите немили реакции од страна на членови на Советот доаѓаат по изнесените ставови, односно критика на процесот, а доколку сте ја виделе тоа всушност не е ни реакција, туку е извештај за спроведениот процес за избор на јавен обвинител. Таму упатуваме само една критика со која што велиме дека ќе беше многу подобро и многу потранспарентно доколку јавноста можеше да ги види биографиите на кандидатите и да ги види нивните програми и планови за работа. Што според мене сметам дека тоа е многу мала критика и целосно е во насока на укажување како Советот може да ја подобри својата работа за да остави посериозен и подобар впечаток во јавноста во поглед на примената на оние начела и стандарди за добро. И за да не се најде, нели, како мета на коментари и на критики пред се од стручната јавност ке зборувам. Еве, господине Шектански, што мислите вие за начинот на избор? Дали вие јавно го коментиравте или се воздржавте од коментар? Практично вие сте секој ден низ судските лабиринти и ходници, па директно сте запознати со условно речено владењето на правото. Со невладење на правото. Види, мене не ми изненадува ништо. Значи, јас сум толку оладен. Од 96-та сум адвокат, сум пауза известна. Значи, меѓутоа канцеларијата работеше. Така да и јас сум вчудо невиден од ликовите кои што се појавуваат сега, меѓутоа не ми изненадува. Тоа е еве, ајде за гледачите да кажам тука една интересна работа, мислам дека добро ќе дојде и за вас новинарите. Како беше изборот порано. Еви за соговорникот. Во 96-та година, значи во универзална сала 1800 адвокати од цела Македонија имаше, јас бев приправник тогаш. Ама цел ден се кара, предлага, вика, вршеа избор, предлог за избор на суди во основните судови, избор во апелационите судови и врховните судови и предлог за именување на обвинители. Значи, одредот на истакнатите адвокати кои што требаше да имаат за првостепениот суд 9 години, за второстепениот 15 години стаж во правосудството. Значи, не курс од 6 месеци, беше 3 па сега 6, со ТОЕФЛ, МОЕФЛ, па да биде судија на 25-26 и обвинителот да не знае кај е судот и да не знае, значи, постапките. Значи, знаете ли што значи судија? Знаете ли што значи обвинител? Кој интегритет треба да го има? На човек, на личност, на искусен човек во фелата каде што работи. Значи, се бираа суди, да се надобрзам, се бираа суди таа 96-та година на предлог на адвокатска комора, на фелата, со мандат од 4 години. Тоа беше избор. Тоа беше избор, каде што излегуваа луѓето од тука. Тие ги знаеа, ќе му заврши мандатот, се враќа. Во светот не постои. Значи, ние сме назадиле сега, ако можам така да се изразам, сега алудирате на Академијата за суди и така јавни обвинители. Да, алудирам, точно алудирам. Не постои во светот, значи никој не измислил топла вода. Не постои во светот професија судија. Професија јавен обвинител. Значи, тоа се стекнува во нормалните држави. Јас веќе не се ни замарам, приметуваш, значи, за на тој начин да бидам бучен, гласен, гледам колку е саатот, значи дека работата не оди напред. Јас 25 години слушам реформи во правосудството, иде од лошо по лошо. Од лошо по лошо.
Вашето Имате искуство го министер говори за правда. Министер за правда имате. Дали знае како се водат постапките во апелационите подрачи? Дали знае за зборот непотизам? Татко судија, синче адвокат, мајка обвинител, сестра извршител. Значи, ако сакаш да направиш реформи во правосудството, ќе прашаш луѓе од фелата, кои што се четврт век таму, кои што не измислуваат топла вода. Во тоа апелационо подрачје, до второ колено, ако правиш измени, значи ако сакаш да направиш искрени реформи, не да ставиш член во ЗКП или ЗПП, член со ново кривично дело или нова реченица на тоа. Значи, во апелационото подрачје, еве ви предлог закон, до второ колено, да не смее во правосудната фела да има покрвно сродство до втора линија. Иначе ова сега на што личи? На пазар. Тоа се реформи. Тоа се реформи. Не, јас 26 години сум во правосудството, гледам на телевизија, јас се чудам. Излегуваат ликови, јавно зборам, утре пак идам и во суд и во обвинителство. Можам у очи да погледам на секого. Имам стаж во правосудството толку колку што некои деца што се ставени за суди на 25 на 26 години и обвинители не биле родени тогаш. Сметате дека треба тој што ќе дојде на тие позиции да има и Ама искуство, судија, така, ама да не биде Милјана, да не значи, испадне ние се знаеме дека сега долги против години младите луѓе, изборуваме така. на тие теми. Так. Ти знаеш адвокати луѓе, еве и ќе кажам некои од нив, еве и Звонко, и Давидовиќ, и Душко, и Еленов, и Тортевски, и да не ги набројувам, луѓе што се со децении во правосудството, тие не можат да бидат судии, не можат да бидат обвинители, не прв човек. Значи не можат да обавуваат функција, зошто? Немале курс. Знаеш што значи да си судија, да имаш судбината на некој во раце, не за кривично, ти зборам за граѓанско. Па луѓето избегаа од системот, избегаа од државата, од друго. Значи треба да има авторитет, треба да поминал долги години, најмалку 15 во правосудството, па да седне со стапчето во рака и да дели правда. Гледате, Дали, еве, еве тоа во дело англиското, не во американското правосудство. Гледате, ако ништо друго, барем од филмови, гледајте филмови. Значи, ќе седне човек, возрасен, искусен, полн со искуство, кој што дели правда. Не може дете да дели правда на 25 години. Еве, дали сметате дека делумно и тоа е причина за толку ниската доверба во јавноста на правосудството? Знаеме дека 8% уживаат овие органи што треба, нели, што се занимаваат Па со тие правораздавање. 8% се тие фамилиите на тие што ги набројав прегаска. И сметате дека само тие ги поддржуваат? Само тие ги поддржуваат. Еве, Аврамовски, вие ги следите директно судските случаи и процеси како коалиција. Што утврдивте? Каде се, иако има многу да се зборува, претпоставам и многу причини, меѓутоа, каде е најголемиот проблем во македонското судство? Тешко е да се каже кој е најголемиот проблем во ситуација кога судството, општеството, државата, како и да кажете, е оптеретено со повеќе проблеми кои меѓу себе се испреплетени. Добар дел од овие проблеми се провлекуваат со години наназад и колку повеќе време поминува како некој проблем не бил решен и не бил надминат, толку се потешко станува првенствено вие да го лоцирате тоа како проблем, бидејќи знаете некои работи ни се толку станати вообичаени што некои лоши практики и лоши законски решенија ни се прифатливи и не ги забележуваме дека тие всушност И се провлекуваат, ни се повторуваат, стануваат константни. Да. Мислам дека се слагам апсолутно со тоа дека е многу битно ние да се посветиме на тоа како ги имплементираме законските решенија и оние стратегии, планови и така натаму, а не толку многу да се фокусираме на самите модели и на самите законски решенија. Во оваа смисло исклучително е битно пред да се тргне кон некој процес за менување на некаков систем, правење на промени, интервенции во закон и слично, да се направат темелни истражувања за да можеме точно да знаеме од што се причинети таквите тесни грла во праксата, која е диагностиката позади таквите проблеми и како можеме да ги надминеме тие проблеми
најекспедитивно или најлесно. Имаме проблеми кои што треба да бидеме свесни дека има проблеми кои што нема да можат да се решат за година или две, или за 4 или за 5. Имаме проблеми кои ние ќе треба да поминат можеби неколку децении за да можеме да ги решиме. Ова првенствено го мислам токму од аспект на утврдување на интегритетот на кадрите. Бидејќи знаењето може да се оцени, е релативно лесно да се оцени знаење, имате стандардизирани тестови и тоа ќе го проверите. Меѓутоа интегритетот е многу тешко да го утврдите како определен човек, особено ако станува збор за човек кој нема некое големо искуство и кој може да покаже зад себе дека фактички поминал низ оние филтри кои што ги поставува животот, условно речено, низ текот на професионалниот развој. Дали вие сте следеле, вие како Аврамовски, сте следеле некои од овие случаи каде што има високо профилирани личности, знаеме, на тие од повисоките ешалони, кои што се товара за, нели, дека се огрешиле, односно за организиран криминал и корупција. Така да. И како се одвиваат тие рочишта? Имате ли некаков епилог од сето тоа? Да, значи сега ја подготвуваме анализата на податоците од овогодинешниот циклус на мониторинг на судските постапки. За отприлика 1 месец би требало таа да биде објавена и промовирана. Од оние Само за оваа година, извини, имате таков мониторинг? Предходните немате? Предходните се веќе објавени, значи крајот на на годишно годината, ниво, на годишно тоа ниво знам ги за објавуваме секој декември, инаку го опфаќаат циклусот во една календарска година. Колку куќни притвори има во Македонија? И на кого се даваат куќни притвори? Значи, И колку трае куќен притвор? Куќните притвори најчесто се доделуваат во токму во овие високо профилираните случаи. Ние тоа го истакнавме. Ама и се повторуваат еднаш куќен притвор, нели, на 3 месеци мислам беа така? На 5 години? Ама може тоа да се. Добро, вие имате, ќе ни кажете ви од праксата како се, нели, повторуваат еднаш па продолжено е куќниот притвор, бидејќи и меѓународните организации и како Европска унија реагираат на тоа дека викаат куќните притвори или притворот, институцијата притвор во Македонија се смета, мисламе, како казна, буквално. Тоа е во одредена мера, затоа што ако погледнете статистиката ќе видите дека притворите и куќните притвори се најчесто користени мерки за обезбедување на присуство или за обезбедување на непречен тек на кривичната постапка. Конкретно од Советот на Европа забелешките во таа насока постојано одат дотаму каде што се вели дека треба да се користат полесни мерки за обезбедување на текот на кривичната постапка, па ако треба и да се комбинираат повеќе од полесните мерки. Меѓутоа, кај нас доминантно остануваат да бидат применувани ваквите мерки за лишување од слобода, конкретно притвор или куќен притвор. Факт е дека куќниот притвор се користи прилично почесто во овие постапки кои што се медиумски експонирани за разлика од останатите постапки. Меѓутоа треба да се има предвид дека во сите оние медиумски експонирани постапки примената на законските начала, конкретно на текот на постапката и начелата на фер и правично судење е подобра отколку во останатите постапки кои што не се толку будно следени од јавноста, што само укажува на тоа колку е битно јавноста да врши ваков надзор врз институциите, особено судството, чија работа по дефиниција треба да е јавна. Так. Еве Шектански, вие за притворите знам дека имате информации практично од вашата секојдневна работа. Еве што ќе кажете, кој е најдолгиот притвор, имате ли такви сознанија или еден од подолгите притвори изречени или што се влечат? Сега ќе ви кажам со еден збор на дефиниција за притвор. Тоа е привилегија. Куќниот притвор е привилегија која добива одреден број на луѓе. Не сите, значи така. Далеко од тоа за сите. Има луѓе за ништо што лежат. Затворите се полни за глупости. Куќниот притвор е привилегија која добива само привилегиран. Не секој. Не секој. Е тоа да видите кој добива куќен притвор, кој не добива и зашто добива и зашто не добива. Значи се нема и старши. Години има некои луѓе има по 5 години што седат во куќен притвор. Не е битно тоа дали има дали нема. Значи јас зборам значи за трулоста на системот. Зборам за сериозноста
на трудоста на системот. Не зборувам за поединци, за ова или за она. Шехтански, еве што мислите? Од пред 2 години чинам почна тој процес на проверка, еве нека не биде ветинг, проверка на судиите, на вработените во судството. Дали мислите дека дава некакви резултати? Рековте дека не треба само со измени, еве многу очекувања има од измените во кривичниот законник, се најавуваат сега промптно. Не е донесен законот за потекло на имот и тоа можеби е малку Ама па доаѓаме до другото, значи вие почнувате со кровот од тоа. Значи, ние зборуваме за тоа, за начинот на избор. Ние зборуваме за непотизам. Значи, организиран криминал. Полиција, суд, инспекција, трите ударни тупаници. Ти имаш репресија, каде што обичниот народ е репресиран. Тоа е болката. Значи, тука нема фер, нема транспарентност. Тука има системско газење, уништување, влегување во тој лавиринт и од кој тешко се излегува. Значи, кога ќе влезеш во тој систем и толку. Зборуваме за систем, значи ние имам реформи во правосудството. Јас 25 години го слушам истото. Значи, од каде да се почне според вас? Како велите дека ова сега покрива? Еве го кажав, начинот на избор од 96-та година. Сметате дека овој начин на избор што се прави дека секој треба нели да има академија за значи не збориме, тоа е академијата е погрешна работа. Академијата е погрешна работа. Таа профилира, прво не може да се запише секој. Значи ајде пробајте, запишете се на академијата. Обично дете завршило правен факултет, ничие дете. Завршило правен факултет, ќе го примат на академија? Не. Значи, прво тука селекцијата на приемње деца на обвинители, на суди, на овој, на оној, тоа по непотизамот и вака. Значи, не може обично дете. Исто како што обично дете не може да е асистент на факултет. Значи, гледат истите имиња се вртат. Исто и тука. Значи, што не може да се запише секој, штом го добива тој курс, таа академија, и после иде со избор. Значи, нема селективност во примената на уписот на таа академија. Јас како директор таму 2008-2009 или 2010 беше, имав неколку предавања на таа академија таму, кога бев директор на агенција за конфискација за борба против организиран криминал. Јас го правев законот. Не го применуваат. Значи, тогаш видов дека не се применува, џабе, зборење и све. Значи, не знам како беше замислена таа академија и што треба да профилира. Значи, таа е, тука во старт се запишуваат, се селектираат луѓе кои што треба да бидат примени. Значи, го нема, исклучен е тој механизам каде што од фелата се бираат луѓе. Значи, добро, така. Имаме луѓе на 50 години што се по 25-30 години адвокати што не можат да бидат суди или обвинител. Па како ќе видели дете правда од 25 години, а не може да ти дели човек искусен у фелата, у правосудството, адвокат не ке е. Тој не може да е судија, не може да е обвинител. Кај го има тоа? Затоа што нема штембил, условно речено, од академијата. Целиот проблем е таа академија. Добро, ние во некој од наредните емисии ќе имаме и представници од академијата, па ќе ги провериме сите наводи. Слободно да видиме начинот на упис. Кој се запишува и после кој се избира. Аврамовски, еве, адвокатот Шехтански спомена дека една од причините и неспроведувањето на законите. Што вели вашето искуство, бидејќи вие и тоа го следите меѓу другото, како коалиција за правично судење, мислам до година и јубилеј од 20 години. Да. Условно речено ќе одбележи, не да прослави, меѓутоа ќе одбележи. Да, токму така, 20 години мониторинг на судските постапки ќе биде наредната година во мај. Се извинувам. Значи, факт е, и тоа го спомнав и јас преска, дека поголемите проблеми настани се со чудното толкување на законските одредби. Еве, ќе се навратиме на ситуацијата која што имавме со Советот на јавните обвинители, се извинувам, и изборот на
јавниот обвинител, кој ние го критикувавме дека не беше доволно транспарентен, бидејќи не беа јавно објавени биографиите. Една од ставовите на судскиот совет, на советот на јавни обвинители, беше дека законот не предвидува обврска тие јавно да ги објавуваат биографиите на кандидатите и поради тоа тие не го прават истото. Ама нели се подразбира да се представиш Тоа некаде ако така тоа сакам да кажам, дека законите секогаш треба да бидат толкувани во насока на начелата на добро владење и на сите оние меѓународно прифатени стандарди за управување за човекови права и така натаму. Вакви ситуации, проблеми со имплементација и толкување на законите можат да се најдат буквално секојдневно во судовите и токму затоа практично и се иницираат многу чести измени на процесните закони особено за да се надминат ваквите ситуации во практиката каде што имате различни толкувања на законите, па дури и рестриктивни толкувања на одредбите кои одат на штета и на државата, бидејќи се случува и државата да загуби спорови пред меѓународните судови токму заради тоа што се направени вакви пропусти. Еден пример значи, има некој самоволие или нема меѓународен стандард кој што овде не може да биде извитоперен и извртен во служба на некои кланови или не знам на сфери на интерес. Да измислуваме, јас стварно не можам да сватам во држава што се прави. Значи, прво вика, трите столба на државата се независни еден од друго. Судството е посебен. И сега кој го бира јавниот обвинител? Собранието го бира. Собранието кого гласа, кого бира? Бира свој. Значи во старт ти немаш независност. Во старт, зборам за јавниот обвинител. Првиот јавен обвинител, за републичкиот, тој што е главниот. Републичкиот. Значи ако тебе те бира собранието, ти треба да си подобен. Во старт, значи, понатаму нема што да се дискутира. Нема што да се дискутира. Изборите, суди, обвинители, штом ти одиш на политички избор, а не произлегува од фелата. Ме разбирате што сакам да кажам од прегаска, значи ние имавме систем пред 25 години многу подобар. За избор и профилирање на кадрите од фелата. Сега го немаш тука. Ама се утврдило дека тој систем не работи, па не се утврдило и ова со академијата е земено не се утврдило ништо. 97 година на 1 јули имаше избор на 671 судија во еден ден. Кој што ги избор тогашната актуелна власт и тие вика беа првиот упат во судството политички, рака на срце е политички упат. Меѓутоа тие луѓе не дојдоа од улица. Тие луѓе беа неколку години стручни соработници во судовите. Тие до ден денеска што остана, повеќето сега ќе одат во пенсија за еден месец, тие што останаа беа исклучително квалитетни. Иако беа избрани на политички начин, меѓутоа беа избрани со стаж од неколку години, значи искусни луѓе кои што беа стручни соработници во судот. Сега имаме во судот луѓе што се по 15 години, по 20 години стручни соработници. Ама тие не можат да бидат ни суди ни обвинители. Заради тој закон, значи, а тие се толку искусни, да јас знам некои од нив што се какви суди, какви обвинители, тие се исклучително квалитетни, тие водат целата работа. И сега имаш избор на деца на 25 години што не знае кај е судот. Он академијата по партиска линија влегол или по партиски или по таа другата што е непотистичката во правосудството. А што реков, секој апелационо подрачје треба до второ колено да нема обвинителство, суд, адвокат, извршител. Да го нема тој круг. Ајде да видиме Аврамовски, еден од младите правници, предпоставам така Аврамовски. Дали ви одговара ова што го збори вашиот повозрасен колега, по искуство и по години се разбира? Дали мене ми одговара? Не сум јас некој фактор кој што треба да биде прашан во како млад правник, да речеме, кој што нели иднината ја гледа, сигурно во правосудниот систем некаде. Така, се шалам, ве сваќам кое е прашањето. Значи,
Академијата беше воведена токму како некое решение затоа што претходно се сметаше дека има несоодветен избор на И што ќе судии. биде нели едноситове баш да немаме вакви крвни врски, Да, не знам, токму непотизам така. по разни Меѓутоа основи. ние веќе имавме неколку инциденти, условно да кажам, со академијата, така го имавме случајот со 30 начинам кандидати за јавен обвинител кој има фалсификувано дипломи за познавање на странски јазик. Случај кој мислам дека не доби некаков посебен епилог, тие можеби сега се веќе и јавни обвинители и веќе ја работат својата професија, што само оди во насока на тоа дека на вистина ако сакаме да најдеме како да злоупотребиме некој систем, ќе најдеме начин како да го направиме тоа. Меѓутоа факт е дека во целиот тој случај со формирањето на академијата и слично малку се заборави на стручните соработници во судовите и во јавните обвинителства. Стручните соработници во голема мера не ги исполнуваат условите за да се... Мислите случајно е Па и заборавено или адвокатите намерно? не ги исполнуваат? Па адвокатите не ги исполнуваат. Адвокат 30 години што и просуство, место да заврши кариерата како судија на или како председател на апелационен, на Врховен суд, тој не може да биде ништо. Така, јасно. Меѓутоа, овдека станува збор за дека не е соодветно уредена професијата, условно да кажеме, на стручен соработник, бидејќи кај нив чинам дека нема некоја голема разлика дали вие сте стручен соработник во Врховниот суд или сте стручен соработник во основните судови. А факт е дека тие се правници кои имаат искуство и кои можат, затоа и беше едно време предлогот за да се овозможи некакви скратени програми на академијата за стручните соработници од судовите и така натаму, меѓутоа тоа се уште останува како прашање кое Вие имате академијата помената? Не. Не. И дали вие мислите дека со академијата, со курсот тамо што е, дека тој има поголемо знаење, детето што е на академијата, дека има поголемо знаење и поголемо искуство од адвокат што е 3 децении по судовите низ цела Македонија. Поголемо знаење. Еве Шеhtански, што вели вашето искуство, бидејќи вие сте секој ден по судниците? Па, И верувам дека имате Па нема некои многу судија кејф кои да што одам нема секој ден, право да Добро, ти кажам. да, не секој И од ден, ама канцеларијата се вели- одат, немам кејф многу да одам веќе и поретко одам, меѓутоа одам. И што вели вашето искуство, особено ете со тие млади судии што иако иднината на младите останува, не треба па сега ни до толку да Па жалам така. за луѓето со дигнитет, со авторитет, што ги памтам, што има статус на суди и на обвинители, на луѓе со достоинство и со знаење и со човечко однесување. Рековте бидејќи сме Што го нема уште сега. Што мислите дека го нема Не мислам. Сега? Мислам секој ден се така, Ќе секој ги ден се прашат така. и адвокатите и колегите и све. Ние не можеме да измислиме топла вода. Значи, ние имаме професија, ти ако на некој му даваш цел живот да има статус, да одлучува, тоа е веќе проблем на системот. Значи, неговиот ментален склоп не може да е ист. Ти ако му дадеш тој да одлучува и дека му е тоа професија, во старт му кажеш готово, тоа е, а не е да те бираат, да си на реизбор и на све. Значи, тоа го има во Македонија, во Србија и толку. Во другите земји нема. Јас сакам на крајот, бидејќи речиси на крај сме на емисијата, сакам околу ова да ве прашам, вие имате искуство, директно бевте директор на таа агенција за конфискација на имот, сега многу слушаме дека и многу се големи очекувањата од овој закон за потекло на имотот, иако пак некои правници од правната фела велат не значи ништо што го нема тој закон, бидејќи ние имаме нели и можност за конфискација на имот. Колку се употребува еве ова во тие криминални дела? Не знам, јас бев, значи, од 2008 до од 2009 фактички до 2010 бев многу кратко. Мислам 13 или 14 месеци, значи го направив законот, почна да се спроведува, не ми дадоа ни простории ни ништо, додека се направи тој, додека се тргне целата работа. Значи Македонија нема капацитет да спроведува такво нешто. Зошто еве? Каде го лоцирате проблемот? Па прво, значи, штом судиш за некој големо дело, за организиран криминал со големи луѓе, ти јавно го кажуваш кој е судија, кој е обвинител, ти на него му прави штета. Но тој е човек. Тој не може да се бори со мафијашот од другата страна, кога јавно му го кажуваш името и презимето, имаат фамилија, имаат све.
Не можеш ти јавно тоа, мислам, го правиш како да е на Евровизија да настапува по тоа. Значи, има постапка. Јас памтам порано во судот, не се дозволуваше 300 метра да дојде новинарска екипа да слика, а не па интервју да прави запис од суди како глумци да се. Или обвинители. Ама сега и тоа дали пречи, нели во Ама интерес пречи на како не пречи во интерес на постапката. транспарентноста. Ти да си судија, да судиш ваков предмет голем и да даваш изјави, значи не е нормално. Човечки не е нормално. По однос на конфискацијата што е? Значи конфискацијата Македонија беше по препораките на Совет на Европа. Тогаш мислам 7 држава бевме во Европа, јас како прв директор, 7 држава во Европа која што имаше агенција за конфискација. Таа агенција за конфискација требаше имотот стекнат на незаконски начин да биде во сопственост на државата, државата да менаџира, да управува со него. Значи Бугарија имаше таа 2009 година таква агенција за конфискација, па влезе во Европска унија по стандарди, каде што имаше 70 милиона евра месечен приход од тоа. Од конфискувани Тоа е сериозна работа, значи така беше планирано. Кај нас колку се конфискува, ако се сеќавате за вашиот период, и вие можеби ќе ми кажете од искуството што ги имате, дали се користи оваа можност за конфискација на имот? Многу малку се користи конфискацијата на имот. Во последно време забележуваме малку поголема примена во овие постапки поврзани со организиран криминал и корупција. Меѓутоа, дури во овие малку случаи каде што се применува конфискацијата, притоа сакам да истакнам дека имаме дури случаи каде што има нелегално стекната имотна корист и воопшто не се одлучува за конфискација, ниту е побарано од обвинителството, ниту судот донел одлука. Меѓутоа, во овие постапки каде што е донесена одлука за конфискација, никогаш не е истражен практично целокупниот имот, што е затоа што ако некој нелегално стекнал 10 милиони евра пред 20 години, тој сигурно ги умножувал тие пари. Умножувањето на тој имот никогаш не е откриено и детектирано во овие постапки каде што е изречена конфискацијата, дополнително што имаме сознание и веќе и јавно се обелодени некои такви случаи каде што агенцијата не може да ги изврши пресудите со кои што треба да го конфискува и да го одземе имотот, бидејќи истиот не бил соодветно идентификуван од јавното обвинителство или не бил навремено обезбеден и замрзнат за да не може да се прават манипулации со имотот. Добро. Како и да е, ќе останеме тука со оваа недоумица. Господа, јас тука морам да ја завршам емисијата. Времето предвидено за овој аргумент плюс не истече. Тука беа Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење и адвокатот Ванчо Шехтански. Зборувавме за реформите во судството, за владењето на правото, за борбата со организираниот криминал и корупцијата. Ви благодарам за вниманието и господа, и вам благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата. Довидување.